Мислам дека младите луѓе во Македонија се уште не се сметаат за сериозни иноватори. Сметам дека младите иноватори, односно предприемачи, се поддржани дома. Јас можам да се сложам дека младите иноватори и предприемачи се поддржани од дома. Креативноста еден ден ќе прерасне во бизнис и предприемништво. Бизнисот е моторот на економијата, а иновативноста генераторот. Државата тоа добро го знае и вели дека помага. А што велат младите иноватори и предприемачи? Живееме во дигитална ера каде што сите информации ни се достапни на еден клик од нас, така што сметам дека доколку се има добра идеја, лесно би се нашол и каналот за реализација на истата идеја. Јас не можам да се согласам и мислам дека младите иноватори за жал не се поддржани дома, посебно не во помалите градови во Македонија. Дали младите иноватори, предприемници се поддржани дома? Јас може да се согласам. Сметам дека младите иноватори, односно предприемачи, се поддржани дома. Мислам дека младите луѓе во Македонија се уште не се сметаат за сериозни иноватори и многу полесно добиваат поддршка кога ќе се одлучат за некоја сигурна кариера, каде што по завршување на факултет ќе имаат и сигурна работа, а многу потешко ја добиваат истата поддршка кога ќе се одлучат за некоја креативна кариера. Најодговорни за ова сметам дека се младите луѓе, а општеството и окружувањето во кое што живеат од семејството и пријателите сметам дека игра одредена улога, меѓутоа тотално не е присудна. Сметам дека младите иноватори, односно предприемачи, се поддржани дома. Пример за тоа е мојата стартап компанија, која започна нейна акцелераторска програма за стартапи, која беше водена од страна на локална фондација Преда Плюс во соработка со Универзитетот Климент Охридски во Битола, поточно Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, на која имав можност да соработувам со доста квалитетни ментори кои го споделија нивното бизнис знаење со мене и во оваа прилика сакам да им се заблагодарам. Сметам дека е се останато на младите луѓе на нивната иновативност и волја за истражување и за наоѓање на тоа што нив силно ги интересира и соодветно на тоа иновацијата која што тие сакаат да ја преточат во самото општество. Мислам дека и младите во помалите градови многу потешко можат да се вклучат во различни активности, проекти, младински сојузи, организации, затоа што за жал тие не се застапени таму и имаат ограничен достап до информации и механизми кои би им помогнале да направат едно своје предприемништво во еден мал град. Неодговорен за мојот став сум самиот јас, бидејќи бев подготвен, односно ја видов можноста и бев спремен да искористам максимално. Мислам дека клучни актери во поддршката на младите иноватори сме сите ние, затоа што треба да креираме едно општество кое ќе биде спремно да ги прифати иновациите на младите луѓе и да ги поддржи. Клучни актери за поддршка сметам дека се младите луѓе и нивното окружување, односно семејството и пријателите. Едноставно ние како важни алки на општество сметам дека тие кои што ќе пробаат да направат некаква си иновација или да воведат нешто иновативно во нашето општество, сметам дека треба да ги поддржиме со сите начини на кои што можеме да ги поддржиме и самите ние преку социјалните медиуми да пазариме кај нив, да ги поддржуваме буквално на секој еден можен начин на кој што можеме. Клучни актери може да бидат семејството, но не се пресудни. Пресудни се индивидуата, односно карактерот кој го носи човекот кој сака да започне бизнис. И колку е спремен, односно колку е подготвен да превземе во така наводници ризик. Би сакала тука како актер да ги истакнам младинските сојузи кои со вклучување на младите во различни проекти и менторство ги охрабруваат младите иноватори и веќе успешните иноватори кои што можат да ги поддржат младите иноватори со пренесување на нивното знаење и искуства. Младите луѓе мора да бидат проактивни во општеството, мора да се трудат повеќе и според мене најважно е младите луѓе да бидат активно вклучени во проекти и во невладини
невладини организации, за да си ги прошират своите видици и за да можат понатаму да видат како може таа нивна идеја да соодветно да се реализираат во нивното општество. Исто така тука се институциите кои ги креираат можностите. Но најпрво колку е подготвен, односно спремна индивидуата. Но не смееме да заборавиме и на медиумите и институциите, како еден од клучните актери, медиумите кои со промоција можат да ги поддржат младите иноватори и нивните проекти и институциите кои кога би биле попријателски настроени кон младите, би им овозможиле тие побрзо да дојдат до информации кои им се потребни за остварување на едно предприемништво. Мислам дека е важно да ги поддржиме младите иноватори дома, затоа што тие, како што велиме, на нив се останува и мислам дека тие се тие што ги решаваат проблемите на иновативен и креативен начин. Младите се тие што ги следат трендовите во светот и помагаат на едно општество да се развива. Младите луѓе доколку имаат одредена идеја, а во исто време имаат и менторска поддршка и фацилитатор заедно со нив во текот на процесот за да ги научат основите на бизнисот и на тоа како они ќе го истражуваат пазарот на кој што ќе пуштаат некој си одреден продукт, заедно со финансиската поддршка која што сметам дека не е толку тешко да се најде во денешно време и ако се тие доволно активно вклучени во проекти и во невладини организации и прават нетворкинг на секој можен начин, сметам дека брзо би го нашле начинот за самата реализација на вакви проекти. Доста е важно да се слават успесите, односно да се наградуваат успесите на секој иноватор и млад човек. Но исто така да се поддржуваат неуспесите, да се бодрат неуспесите, бидејќи само преку неуспех може да се постигне успех. Неуспехот е едно скалило поблиску до самиот успех. Фондот за иновации објави над 550 кофинансирани проекти и 76 милиони евра инвестиции. Државата вети финансирање со програма од идеја до концепт за успешен бизнис. Младите иноватори предприемачи велат, можеме многу. Чекаме резултати.